Не сакам да ви читам денес говор. Сакам да ви се обратам со едно женско писмо. Ова писмо го испраќам до секоја жена во Република Македонија, до моите сограѓанки македонки, албанки, турчинки, македонки со исламска вероисповед, србинки, бошњачки, ромки, влаинки и останатите, до нашите жени. Женските писма секогаш се препознатливи по заедничките емоции за нас, жените. Зашто во женското писмо секогаш има многу пркос, тага, радост и солзи. Зашто ние на ист начин сонуваме, на ист начин раѓаме, на ист начин страдаме, на ист начин се радуваме. Дури и во молитвите сме еднакви. Се молиме за нашите деца и блиски, за се што ни е длабоко во душата. Дискурсот на моето женско писмо ве поканува на обединување кон нашите заеднички цели во ова време, невреме. Ние ќе мора да бидеме идното отрезнување на нацијата за добробит на Република Македонија. Ние ќе мора да се обединиме се со една цел, да ги обединиме спротивставените политички светогледи во Република Македонија. Очигледно е дека помирувањето не е ни започнато, а далеку е од завршено. Лесно е да кажете дека ние жените имаме силни организации во кои се градат стратегии, цели, политики, каде се донесуваат одлуки, внесувајки поголема демократичност за жените. Ние можеме со над 50.000 членки и со 75 општински комитети на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН да кажеме дека сите овие години градевме нови политики и платформи, промовиравме, воздигнувавме нови стратегии за женската политика и за родовата еднаквост. Бевме водечки кон таа цел во Република Македонија. Да, точно е. Имаме над 3000 местни комитети на територијата на Република Македонија и 12 комисии на централно ниво. ВМРО-ДПМН секогаш била со универзални погледи и пораки кон јавните политики и сме биле глас повеќе и глас посилно за многу големи одлуки во државата. Никогаш не сме дозволиле како жени да бидеме како оние другите или другиот. Или не сме дозволиле да ја имаме улогата на премолчаниот субјект. Напротив, секогаш сме имале силно отворени очи. Сме го гледале и гледливото и негледливото. Она пред нас и она што било зад нас. Зар постои жена во Република Македонија која нема силни очи? Ова го говорам во вид на метафора, во потрага на еден нов светоглед, што ќе донесе еден поубав, помирен и поспокоен свет. Во Македонија се потешко се живее, се потешко се гради, се потешко се комуницира, се потешко се твори. Едни со други си ги свртевме грбовите. Караницата, говорот на омраза, навредувањето едни кон други, стана императив во однесувањето. Живееме во тотално поделено општество, непомирено општество. Едните мислат дека се искачиле на врвот на планината и гледаат како да ги уништат другите, при тоа заборавајки дека тие другите се нечии нивни, далечни роднини или пријатели. Предалеку отидовме. Имам чувство дека сите заедно се наоѓаме на крајот од провалијата
и секој ден постои опасност да се втурнеме во долот. Ги повикувам сите жени во Република Македонија на едно масовно женско обединување, на една нова граматика, да донесеме една нова заедничка азбука, која сите ќе ја препознаваме и читаме. Да бидеме како она што ќе каже Тони Морисон и неговата теорија за осамостојување на жената преку нејзиното око, преку нејзиното гледање за една нова, поинаква светлина, преку нашиот женски восклик, или, како што говори Симон де Бовоар, еднаш да станеме вистински жени. А што мислите, ние, жените, не можеме да кренеме женско востание, женска револуција? Зарем во Македонија нема такви жени помеѓу сите етноси? Но не, почитувани. Нашата револуција е љубовта и разбирањето, стремежот кон подобро утре за нашите деца. Ние влеговме повеќе во политичкиот жаргон, а заборавивме дека животот е некаде другаде. Или, како што ќе напише Вирџинија Вулф, сакав да пишувам за смртта, но од некаде се појави животот. Македонија има се, но нема живот и нема подобро утро. И никој нема право да го вперува прстот во ВМРО ДПМН и да не нарекува антизападни, анти-НАТО, антиевропски, кога уште во 1993 година бевме првенци во таа идеја. Секогаш сме биле прогресивни за Република Македонија. Затоа, почитувани, уважени сестри, од сите политички опции, време е да градиме ново сестринство. Знам дека длабоко во себе сите сте свесни дека Македонија ја доживеа најголемата модерна трагедија. Од луѓе кои што не знаат, од луѓе кои што не умат, од луѓе кои што го гушат општеството. Заевизмот, почитувани, не е само метафора, тоа е болна реалност која што го живееме секој ден. Македонија денеска е тема на влијателни светски медиуми кои прашуваат дали Северна Македонија воопшто има национален идентитет. Какво дрско понижување на се што е македонско. За понижувањето кое ни го приредија, за кое откако домашните некадарници создадоа терен, чекавме грчките националисти да одлучуваат како ќе се нарекуваме, ќе суди историјата некогаш, но граѓаните веднаш. Нема друго образложение што може да го оправда ова извртување на патот на нашите предци кон сегашните генерации и кон тие што ќе не наследат. Горчлив вкус ни остана на сите во устата. Не треба да се има дилеми дека Македонија како народ, идеја, како слободоумност, минатите 15 месеци се бореше со најсилниот противник. Се бореше со политичка елита и цивилизација која се стремиме да се придружиме и можеби затоа ова разврска уште повеќе боли. Не треба да се има заблуда дека имавме шанса да се бориме против овие сили кои преку своите вазали во македонската влада ги спроведоа своите регионални, балкански идеи со глобален вкус. За жал или за среќа, битката за идентитетот не е завршена. И она малку што остана од него, ќе мора да се брани со сите средства. Македонските граѓани
етнички македонци. Колку и да звучи ова нелогично, во една национална држава ги очекуваат мачни обиди да го зачуваат својот идентитет како македонци, затоа што актуелните власти нема да им помогнат во тоа. Ги очекува катастрофална состојба во која ќе се санкционира секој официјален представник што ќе го користи терминот Македонија без при тоа да каже дека е северна. Замислете да се откажете од своето исконско право, од дедовина и татковина, за да задоволите нечии лични интереси во Грција. Со оглед на тоа што актуелните власти нема да сакаат да се грижат за своите национални интереси, за да не ги налудат новите лични пријатели, товарот ќе падне на оние што не се уплашени, оние што не стравуваат. Почитувани дами, почитувани сестри од Република Македонија, не плашете се. На своја страна го имаме меѓународното право, меѓународните конвенции, го имаме својот пркос, правдата и љубовта кон Македонија. Сите ние, како жени, мајки од било која професија, ви предлагам да тргнеме кон едно големо напред, кон победа. Оти во секоја една од нас лежи една параскева од драмите на Горан Стефановски, една велика од безвремениот пиреј на Петрема Андреевски, една арбулика од Чинго, чашулевата Магда. Во секоја од нас таи Сара, Хасие, Милица, Дона и многу други. Ама секое таење може да прерасне во крик. Женското писмо нека не натера на новиот крик. Крик за Република Македонија. Да не се плашиме, да не стравуваме за татковината, зашто ние знаеме како. Ние сме силни жени за силна Македонија. Да живее ВМРО ДПМН, да ни е вечна, вековита Република Македонија.